Во последните години правиме анализа колку од оние кои што се пријавуваат, бидејќи податоците нели се дават во самата апликациона форма и се водат анализи да видиме колку се пријавуваат тука и така, немаме така баш многу податоци, меѓутоа имаме точни податоци за тоа колку жени како сопственички или како во управувачкиот дел се јавуваат во корисниците на финансиски средства. И тука има една интересна статистика која што колегите ми ја обезбедија баш токму заради овој форум, која што вели дека бројот на жени предприемнички, откако ја водиме во последните 5 години статистиката, во просек е од оние кои што добиваат, збориме за успешните, кои што се јавуваат веќе како корисници на средства, е некаде околу 41% од вкупниот број на корисници, но интересно е дека жените во последните години, ако се посматра какво е тоа учество по годините, значи од 2020 натака нагло пораснува тој процент на 51%. Значи, од вкупно сите корисници кај нас што се, во последните 2 години, е сега, дали тоа да се врзе, може би, бидејќи се приметува дека тоа е од короната наваму. Значи, од кога сме почнале Zoom и сето тоа, дали тоа нешто има влијание или не знам, меѓутоа тој процент е сега зголемен на подеднакво учество на мажи и жени во корисниците на финансиски средства. Инаку, конкретно на покрај стандардните повици, сега кога сме кај повиците, нели, ги имаме оние повици кои што се за новоосновани, кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва, стартап и спинов, за комерцијализација на иновации, за технолошки раствој, тоа се најчестите инструменти кои што ги објавуваме. Исто така, работевме во изминатите години и на така наречени тематски предизвици. Во тие тематски предизвици настојуваме да опфатиме теми кои што се од посебно значење, општествено значење. И тука дигитализацијата игра голема улога. Јас само ќе ги прочитам кои биле последните тематски предизвици на тема дигитализација. Например, дигитализација на општините, дигитален асистент за вештачка интелигенција, дигитализација на картотеките при Институтот за македонски јазик, Крстен Мисирков, Креатон, Хакатон, Е-здравство, Фин Хакатон. А имаше исто така и повик кој што беше специјално креиран за дигитализација во земјоделството.